Агенцијата за млади и спорт ИЦ Витана со легендата на спортското новинарство Зоран Михајлов со гордост ви ги представуваат македонските спортски легенди. Ако е Вардар фудбалски бренд за Македонија, тогаш во тренерската фела би рекле дека оној вистински бренд е Џоко Хаџиевски. Тој во последниве 30 години е присутен на фудбалската сцена како тренер и тоа со богата кариера, не само кај нас, туку и во светот. Џоко Хаџиевски е познат на европскиот континент, а исто така и на азискиот. За оние помладите гледачи да кажам дека тој еден подолг период работеше во тие земји од Азија, па дури со екипата на Џубило од Јапонија стигна и до финалето на азиското првенство. Тука немаше среќа, 2-2 заврши финалниот надпревар, во продолжението со златен гол неговата екипа загуби, но второ место на еден континент, тоа е огромна работа. Па како заслуга за тоа беше прогласен и за најдобар тренер во таа година во Азија. Ова вака како вовет, инаку оние вистински денови на Џоко Хаџиевски како тренер се во Македонија. Почна да се кали во Пелисер, дојде во Вардар и со Вардар ги постигна оние најголеми успеси веднаш по осамостојувањето на нашата држава. Меѓу другото, Џоко Хаџиевски има 5 титули, првак на Македонија, освоени 2 купа, па само тоа доволно зборува за квалитетите на Хаџиевски, кој еден период, а не беше куст тој период, 4 години, беше и селектор на нашата сениорска репрезентација. Јас си пишував за него во Нова Македонија во оние мои сеќавања на минатото и кажав дека практично Хаџиевски е нашиот најуспешен селектор. 28 надпревари го водеше тимот, 10 победи, 7 нерешени, 11 порази и со тој резултат навистина е на прво место пред Сречко Катанец. Ова е воведот за Џоко Хаџиевски, а сега сигурно ќе ве интересира да слушнете и од него како одеше неговиот развој, неговиот фудбалски пат, најнапред како фудбалер, потоа како тренер, и тоа тренер на една навистина прекрасна генерација на Пелисер. Џоко, еве тука сме во твојот дом, овде во Скопје, па сега да ја почнеме приказката за тебе. Еве, почни, кажи каде, кога и што ти останало вака во меморијата од тие почетни фудбалски години. Првин добро дојавте и ви благодарам што ваква специјална емисија правите и за мене. Ќе се потрудам како да кажам, најконкретно, најконцизно, да не бидам толку многу, заради тоа што ако се свртам назад, навистина има многу да се збора. Кога се договарав, ја ти реков емисијата трае 1 час, ти ми рече, можеше 3 дена да разговарам. Да, навистина има многу надпревари, ако кажам дека само официјални надпревари имам во кариерата преку 1000 за 30 на година, рачунајте по 30, по 35 надпревари да сум имал годишно. А имам, ова е прва година во која сум слободен, значи една година во која не сум активен, не работам. 30 на година бев нон-стоп, без пауза во работа. Значи, ќе пробам да бидам поедноставен. Малку и одмор пред новите предизвици. Да, потребно, нас тренерите не е потребно, зашто ова е навистина сладка работа, меѓутоа е многу тешка, одговорна. Има шокови, има трауми, и како кажавте пред малку за надпреварот против Хилал во Ријад, финалето на Шампионска лига на Азија. Ние до тоа финале триумфално дојавме со сите победи, без ниеден пораз, без нерешено. И во финалето водевме до 90-та минута, примивме гол, игравме на нивни терен пред повеќе од 50.000 гледачи. Нивни амбиент во кој сигурно има ја предност. Еден надпревар викам и успеа да постигнат гол во последната минута. Во продолжетокот со златен гол, иако имавме многу повеќе шанси да први дојдеме ние да прекинат надпреварот, да доја тие гол и заврши. Значи,
тоа е еден момент кој што може многу да ти смени цела работа. Значи, во првите 3-4 месеци мој од работата во Џибило стануваш ти првак на Азија, го освојуваш суперкупот на Јапонија, прво место си на табела до тој момент и побаво не може да се нацрта, да се доживее. Меѓутоа, ете има такви моменти, знаеме ние и Манчестер Юнајтед како со Бајерн во 2 минути постигна 2 гола, губеше 1-0 и го доби финалето на Шампионска лига. Сега за почетокот. Ние кажавме за тој надпревар што ти значи многу во твојот живот и во твојата кариера. Сега каде почна Ѓоко? Значи, јас играв прв пат во Караорман од Струга како играч во младинската школа. Тоа беше лига, знаете дека во Македонија ние бевме тогаш во составот на Југославија и првата македонска лига составена од повеќе успешни клубови од Македонија во која беа и Работнички, Тетекс, Пелистер, Победа, Брегалница, Беласица, Тиквеш, Куманово, Охрид, Караорман играја доста време во таа лига и со оглед на тоа дека учев ја средно архитектонско училиште во Струга, иначе мајка ми е битолчека, татко ми е ресенчанец и ние живеевме во Ресен во тој период. Ресен немаше клуб во кој јас можам од мали нозе, од пионер да... Имаше Преспа, ама Преспа немаше школа, немаше школа. Преспа е еден регионален мал клуб кој што има своја историја богата, во која татко ми беше тренер и така јас почнав да навлегувам во тие фудбалски води. И викам, значи, со доаѓањето моје во Струга во тоа средно архитектонско, тогаш играв и кошарка и ракомет и фудбал. Значи, јас надпреварувачки играв во Македонска лига и кошарка и ракомет и фудбал. Не во исто време, меѓу првата година беше ракомет, после беше кошарка, па третата година во фудбал. Фудбал беше неголема љубов, меѓутоа со оглед викам на тоа дека јас немав шанса да бидам во школа од мали нозе, сам се барав тука, ме примија во Караорман и тука почнав да ги играм, значи тие први надпревари да тренирам. Тоа е една генерација во која доста успешна генерација на Караорман беше, а Караорман играше во прва македонска лига и тоа беше во самиот врв. Стабилен прволигаш во Македонија. Па кога дојдов прва година на факултет во Скопје, играв со 19 години во Балкан. Балкан беше, знаете, доста квалитетна екипа во Македонија, да, искусна екипа, сите беа познати фудбалери и успеав со 19 години да се изборам за стандарден играч, бев десетка, лева полутка, тогаш се викаше, ги изиграв тие години, таа година. Покасно имав шанса да играм еден постар менаџер македонски, Ташко Ристински, ако се сеќавате, кој што доста во Сплит, во Хајдук и во многу клубови, така во Тетекс, која беше најдобар, учествуваше. Сакаше да ме носи во Раднички Ниш, меѓутоа татко ми не ми дозволи, иако тој ме навлезе во фудбал, вика ти треба да студираш, нема фудбал и каков Ниш, какви баграчи, и не ми дозволи. Практично јас направив тука 2 години пауза. Не играв во најбавите 2 години мои, таму кај што можев да направам кариера. И тука малку се успари таа моја кариера, меѓутоа многу брзо, повторно една година изиграв за Преспа, како ајде, викам, надпревари, само ќе тренирам тука и брзо се излегов во форма и потпишав договор со Тетекс 78 година, кој што беше во моментот најдобар македонски клуб. Прв во втора лига, Вардар беше шести. Она година кога беше испаднат. Знам, Вардар од 76-та до 79-та беше во втора лига. 78 година, кога зедоја оние 3 бода, 4 бода изгуби Тетекс службени од напредак и од Знам, инаку ќе влезеше во прва лига. Па практично влезен беше. Влезен беше, после фудбалската федерација му ги одзема и така не стана Тетекс прволигаш. Значи јас успеав во таа генерација со Диме Георгиев, Плачков, со
Беквалац, Оморача, Нико Секулов. Тренер ми беше Фрањо Пазмањ Да. во таа година. Значи бев една година во Тетекс, со оглед на тоа дека не играв многу надпревари, многу бев резерва и тие ми предложија да играме една година во Љуботен, клуб кој што почна повторно се организира, се дигна, беше организацијски јак, Практично, финансиски. тоа е најстариот клуб во Тетово, па и во Македонија. И во Македонија. Една и пол година ги изиграв во Љуботен, доста добро, доста успешно и во меѓувреме во Тетек се промени работите, Пазмањ си замина, дојде Чолаковиќ со нови фудбалери, доста фудбалери нови ги зеде тогаш во Тетекс и јас останав тука. Од таму играв за Вардарски во најубавите години. Некој сега ќе рече Вардарски не знае кој е Вардарски, меѓутоа вие добро знаете дека беше еден од најбогатите клубови во Македонија. Млаз Богданци стоеше позади. Сите играчи беа купени, имаше само 4-5 играчи од таму, се беше најдобрите играчи Морад Алиев, Кимов, Недев, Блажо Малинков беше тренер, Димче Тристовски направија добар тим. Беше во Нико Секулов играше исто во овај Вардарски. И колку беше организиран клубот, само ќе ви кажам дека ние одевме на припреми авионски во хотел Лав во Сплит, каде што беше југословенска репрезентација фудбалска на припреми. Ние одевме на припреми во хотел Лав во Сплит авионски или другата година во Ајдовчина во Словенија. Игравме многу меѓународни надпревари пријателски и со репрезентација, една на Грција во која игравме против Домазус, против Папа Јоано, против Хаджи Панагис, Анастасиодис, како се викаше, високиот. Да, Анастазиадис, овој што беше против Звезда што ги даде головите. Не играше на тој надпревар тој. Меѓутоа Домазус и Папа Јоанец се можда најафирмирани играчи во Грција во историјата. И тука значи заврши тоа, како да кажам, шетање по низ Македонија. Пак викам, немав среќа јас да излезам од своја школа, како своје дете од еден клуб, каде што сигурно ќе имав поголема поддршка. Вака цело време шетав, се барав низ други средини низ Македонија. 82 година, кога вие бевте секретар на Вардар, а Вишневаc дојде како прв тренер, во моментот кога Дарко и Коки дојде од младинци со 16 години во прва екипа, почна да заигруваат. Да, дојде Сетинов, дојде Јаневски, дојде Урошевиќ и Симовски во тоа лето во Вардар и беа вратени Грошев, исто Грошев беше поземена победа со Сетинов, двајцата. Так, со Сетинов заедно. Дојде па чеде Јаневски следната година од Скопје. Истата година, истото лето беше. Есента. Истото трениравме, не летото трениравме заедно, јас се сеќам. Ке воле, значи потпишав договор со Вардар и све одеше добро, почнав да играм на тие пријателски надпревари, ми даде практично на негов наговор, јас го потпишав договор, тој одлучи, за знаете добро дека беше тој таков тип, тој не дозволуваше други да му сугерират, сам ги одлучуваше тие и трансфери. И таа беше 27-ма моја година, во која во октомври морав да одам јас војска. Кога ме праша дали имаш војска, му кажав дека не, како, вика, како можеш, вика, таман мислев да ти давам шанса дека да играш, али едноставно јас се одлагав, тогаш можеше до 27 година се одлага и заминав во Белград војник. Во истото време јас се оженив со сопругата Тања, додека бев војник стигна и керката Стефанија, првата, и веќе бев фамилија. После 4 години, 88 година во јануари, станав прв тренер на Пелистер и од тогаш почнува професионалната кариера моја како професионален тренер. И веднаш почна да се зборува за тебе како надежен тренер и се сеќавам таму кон крајот на 1989-та, 90-та, веќе и Вардар фрли око на тебе, а желба на сите во Македонија, дали фудбалери или тренери, беше да дојдат во Вардар, па како се случи тоа? Да ви кажам наискрено, значи Вардар за мене бил Реал Мадрид. Како и секој македонец кој што играл фудбал. Јас не размислував во тој период дека мене ми е местото во Вардар. Јас бев
толку внесен во таа генерација на млади фудбалери кои што ги создавав во Пелистер. Значи во последната сезона 6 играчи со 16 години кај мене играа стандардно во втора лига, во единствена втора лига, на Југославија. Група со многу силни клубови како Олимпија, Борац Бања Лука, ОФК Београд, Сутјеска, Загреб и така натаму, Пролетер, Спартак повремено, Раднички, Нишки исто знаеше да испадне па да се врати. Пролетер и Напредок од Крушевац беа и прволигаши доста време. Така да јас бев внесен во создавањето. Таа последна година моја во Пелистер беше многу афирмативна. Значи ни сврливме многу играчи, игравме многу добар фудбал и логично дека станав мета и на други клубови. Јас бев на праг да потпишам за Војводина. Тоа беше на месец дена пред доаѓањето мое во Добро, зато Вардар. 4-5 години подоцна пак После отиде 5 во години, Војводина. после И 5 сега години, да. зборуваме за доаѓањето во Вардар. Значи во Вардар дојдов 90-та во декември, 91-та јануари. И Вардар беше во втора лига. Се изборивме во тие наредните 6 месеци да влеземе во прва лига на Југославија. Тогаш се одигра последната година на прва лига, се повлекоја хрватските и Словенија. Да, и Хрватска. почна после првенството во прва лига без тие клубови. Без хрватските. Меѓутоа, да, не беше тоа. И така, значи, ако можам да се потсетам во тој старт, влеговме во прва лига, триумфално, на стадионот беше таква атмосфера бразилска, мислам, цел народ влезе внатре на терен, беше и председател Глигоров, беа сите функционери практично македонски, се вративме во прва лига и првиот наш натпревар во новото првенство, во последното, тоа викам од Југославија, игравме во Скопје против европскиот првак Црвена звезда, која што во Бари во мај освои европското првенство. И победивме 1-0 со голот на Бабунскиот пенал во 85-та минута, така што тоа е еден момент кој што не се заживува секогаш. Да, и полн стадион, звезда атрактивна, шампионски тип. Со Белодедич, со Југовиќ, Михајловиќ, Савичевиќ и така натаму, беше навистина многу атрактивен тим, полн стадионот во Скопје и најдобар влез наш во тоа првенство. Таа последна година го освоивме 6-то место, мислам, во првата лига на Југославија. Па се растори, се формира веќе фудбалски сојуз на Македонија самостален, своја фудбалска репрезентација на таа конференција во Струмица. Ти остана во Вардар и еве баш се сеќам пред неколку месеци пишува во Нова Македонија со Ѓоко Хаџиевски, Вардар доминантен во самостојна Македонија. Сега ајде за Вардар за тој период. Значи, почнавме првата година во нашата прва лига самостојна во Македонија. Го освоивме првото место со 25 бода предност пред Силец. И гол разлика да не зборуваме, 117-16 гол разлика имавме. Значи без пораз и имаше високи победи. Беше премногу убедливо. Во истото време, на крајот на годината, беше првото финале на Купот на Македонија. И тоа беше со моите со Пелистер. И многу тешко, беше многу равноправен натпревар. Имавме и среќа во многу моменти. Меѓутоа во 85-та минута пак некаде тука Савов го постигна единствениот гол. Победивме и таа атмосфера многу ми ја памтат. Може да се доживее и на преку YouTube да ја видат сите љубители. Тоа беше незаборавно прво финале на Купот на Македонија. И во Вардар остана? Во Вардар останав уште, значи, тие беа 2,5 години изработени. Кога заврши првенството, дојдов покана од ЦСКА од Софија. 4-5 пати и ги одбивав тие позиви. Сагав да продолжам, меѓутоа ние до 94-та година не бевме признати во Друштвото на ФИФА и на УЕФА. Значи немаше меѓународни надпревари. И на инсистирање на Ваљо Михов, председател на ЦСКА, кој само месец-два покасно стана председател на Фудбалска федерација на
на Бугарија и со него го постигна најголемиот успех, четврто место на светско првенство 94 година Да, во во Америка. Америка. Да. Јас сепак дојдов, бевме на турнеја во Австралија на крајот на таа сезона и со Љупчо Марковски, Чирич и Бабунски ние ги почнавме подготовките околу 5 јули во ЦСКА. Имавме доста добра сезона, второ место бевме, а први завршија Левски. Левски имаше 8 играчи стандардни во таа репрезентација која освои четврто место на светско првенство. Сираков, Јанков, Кременлиев, Цветанов, голманот Боби Михајлов. Значи многу големи имиња, Бори Миров. А од ЦСКА немаше ни еден. Меѓутоа тој ривалитетот беше исто како Беше во Звезда и 20 Партизан во Белград, така ЦСКА и Левски во Софија и во Бугарија. Па променив 3 председатели во една година. Беше тоа еден период во кој се трансформираше Бугарија во приватни институции и клубот од војни стана приватен. Почне значи приватници да го превземат, да го менаџираат. И тука беше еден хаос во кој останав до крајот, иако можев после 2 часа убедување на управен одбор да останам за другата година. Јас решив да се вратам во Вардар. Првенството во Бугарија заврши порано заради светското првенство, подготовките на репрезентација на Бугарија. Се врати во Вардар како технички директор во последните 10 кола од првенството. Со Ванчо Трпевски. Ванчо беше мој помошник во Вардар, заедно со Ринго, во тие првите 2,5 години. И кога заминав јас, инсистирав да Ванчо остане прв тренер, заради таа спона која имавме ние заедно во работењето. И Филип Ѓурчиновски како председател со управниот одбор се сложија да Ванчо остане. Значи, се вратив последните 10 кола, успеавме да станеме пак шампиони, купот таа година не се освои. И на крајот на сезоната, јас повторно ја преземам екипата како прв тренер и повторно земаме дупла крона со Вардар. Значи, го освоивме пак без пораз и првенството и купот. Можам да кажам дека во тие првите 3 години од учеството во првата наша македонска лига, на 85 надпревари во кои бев во Вардар немав ни еден пораз. 85 надпревари. Тоа е рекорд? Па мислам, не знам дали има. Без пораз толку. Да. Се променија многу работи. Филип Ѓурчиновски, од председател на фудбалски Вардар, си отиде. Јас морам да кажам дека голема е среќа во тренерската кариера да имаш такви луѓе, интелигентни, вистински ентузијасти, луѓе што сакаат клубот. Луѓе цврсти, кои не дозволуваат никакво мешање на тие кои што го прават фудбалот. Значи, јас ако кажам дека најголемите одврзани раци имаше како тренер. Најголемите фирми во Македонија беа во Вардар. Знаете добро. Сите најголеми фирми во Македонија беа, директорите беа во управата на Вардар. Значи, Филип не дозволи никогаш мене да ме прашува некој за фудбал на состанок на Дивно беше да обезбедуваат услови, финанси, на време да бидат исплатувани фудбалерите, тренерите, за да може нормално да живее. Она што мене да, ето тоа го барашете. Јас имав таква слобода во креирање на екипата, во селектирање на тимот, што Филип како председател кој што 25 години бил и во стручен одбор на фудбалска федерација на Југославија, Филип. Да. Ми вика, ти кога дојде, мене ми олесна, веќе си ги презема работите, не мораше јас да мислам. Иначе цело време во таа селекција се уморив од трчање, дали ова, дали она, ти дојде, јас ти пропуштив, тука веќе направивме една нова селекција, многу играчи дојде во Вардар, кои што станаја големи интернационалци, значи од Битула ги повлеков Чиричи, Сашо Чиричи, Сашо Милошевски, Савов дојде, Петар Милошевски, Кире Грозданов, дојде Зоран Јовановски, дојде Шакири и Шаиновски од Струга и од Охрид.
Гигец Николовски од работнички школа да па металургираше, па повлековме во Вардар. И можам да кажам дека 25-6 играчи сигурно направија големи кариери. После заминуваме една година во Војводина. Значи Војводина ти била судена. Значи Војводина беше покасно 95-96. Најголемиот успех ми е што победивме со Звезда со Љупко Петровиќ како тренер после многу години непобедена Црвена Звезда од Војводина. Освоивме трето место, игравме многу јак фудбал и 15 играчи таа година кога се заминав од Војводина дојдов во репрезентација повторно. Значи 15 играчи се продадоа во странство, и то во Шпанија, во Италија, во Холандија, во најголемите клубови. Тоа беше еден многу силен аргумент за мене за афирмација моја и на овој просторот на Србија, кај сите најголеми стручни лица таму, да покасно за многу кратко време бидам кандидат официјален и за Црвена Звезда и за Партизан. Меѓутоа, со оглед дека бев јас веќе во репрезентација тука, и да имаше таква одлука, јас не можев да напуштам репрезентација. Да, стана селектор на македонската сениорска репрезентација. Сега за тие денови селекторски. Па значи Имавме често муабети на МТВ кога бев околу средбите. Така. Дали добро одигра, дали лошо, дали се сгрешил, дали не, меѓутоа резултатите покажуваат дека си најуспешниот селектор до сега на нашиот национален тим. Само на кратко ќе се вратам, значи за јавноста која што не знае, а овој податок не знам зошто од кои поводи се прикрива, че јас сум избран за прв селектор во самостојна Македонија на репрезентација на Македонија во Струмица од 100 и нешто делегати. Значи официјално не сум јас назначен од еден човек за селектор на репрезентација. Значи за мене гласале кога се формира Фудбалска федерација на Македонија со сите структури формирани со гласање. Тука сум избран за прв селектор на репрезентација на Македонија, меѓутоа од 92 година до 94 ние не бевме признати во ФИФА и нормално игравме само ревијални надпревари, се сеќавате. Колегата Бранко Давидовски беше предводник на тимот на новинарите. Првите надпревари Дончевски му беше како стручен соработник. Да, репрезентација со новинарите, тогаш се измислуваа колку да има надпревари. Не знам што би можел да кажам нешто ново за Ѓоко Хаџиевски, мој добар пријател и спортски пријател. Долго години сум во новинарство, за Ѓоко Хаџиевски имам напишано многу материјали, многу извештаи, многу разговори. Го паметам уште кога беше фудбалер, кога играше за Вардарски од Богдановци, а потоа ја следев неговата мощна успешна тренерска кариера, почнувајќи од Пелисер, кога со овој клуб направи бум во втората лига на Југославија и кога Пелисер стана прволигаш. Се сеќавам дека тогаш Вардар беше заинтересиран да го ангажира Ѓоко Хаџиевски, меѓутоа во игра беа и неколку други клубови. Се сеќавам Риека, па дури и Гош, југ од Дубровник. Тие беа можеби најзагреани да го ангажираат Хаџиевски, меѓутоа за среќа сепак Ѓоко Хаџиевски се реши и дојде во Вардар и мислам дека не сгреши. Со Вардар имаше многу успеси. Он е сигурно најтрофеен македонски фудбалски тренер. 5 титули со Вардар, многу добри игри. Можеби некој и не знае дека Ѓоко Хаџиевски сепак беше и прв селектор на македонската фудбалска репрезентација. Сигурно ќе речат, па нели тоа е Дончевски кој водеше репрезентација на Македонија против Словенија. Меѓутоа, пред тој меч, кога Македонија стана независна и кога се уште не можеше да игра во рамките на УЕФА, се одигра еден пријателски меч во Калдарци меѓу репрезентација на Македонија, прв пат тогаш составена, и селекција на новинари.
победи репутацијата на Македонија со 4:3. Ја водеше Ѓоко Хаџиевски, а новинарска селекција ја водеше познатиот спортски новинар Бранко Давидовски.